Фокусот го ставаме на уметноста наредниве минути во Македонија наутро со соговорници кои што веќе ни пристигнаа во студиото 3 на Македонската телевизија. Имено во галеријата на Младинскиот културен центар од 2 до 13 септември ќе биде поставена групна изложба на тројца македонски еминентни ликовни уметници. Насловена е Лавиринт на традицијата и апстрактната визија, што се ќе може да видиме, дознаваме од делот тимот. Велам добро утро за Гордана Јаневска и Синиша Новевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро на вас. Драган Гилев ни недостасува, но ќе го поздравиме секако и еве ќе им кажеме за самиот почеток на нашите гледачи што се ќе може да видат од 2 септември во МКЦ. Па вака јас да почнам. Изложбата е насловена, како што рековте, Лавиринт на традицијата и апстрактната визија, малку комплексен наслов беше и подолг, малку го скративме. Учествуваме ние тројца, јас како самостоен автор на дела на акрил на платно, Синиша Новевски присутен овде како еминентен вајар, македонски, и Драган Гелев, кој што моментално не е присутен со нас, тој пристига во сабота, така да од понеделник, 2 септември, ќе биде отварањето во Младинскиот културен центар, под водство на Горјан Ѓоргиев, познат македонски автор. И ги поканувам сите што сакаат да видат што се ќе биде изложено таму. Тоа е дел од нашето творештво. Ќе бидат изложени доста дела, различни, интересни. Мислам дека изложбата ќе биде интересна за многу, бидејќи ќе се појавуваат различни видови на уметност. Како оваа тројка заедно на изложба? Како дојде до соработката? Сработката е многу интересна затоа што ние се запознавме како луѓе, меѓутоа и како уметници пред 2 до 3 години. И меѓутоа најдовме некоја интересна уметничка нишка помеѓу нас поради својот некој експресивен израз во сликите. Меѓутоа јас како скулптор одлучив да настапам заеднички со Гордан и со Драган, за да покажеме еден многу интересен спој на традицијата. Традицијата гледано во жарот и ентузијазмот кој го носиме во себе и го манифестираме подоцна во уметничкото дело. На тој начин ние сме уметници кои правиме баш таков спој на традицијата со модерната уметност. Тие како наивни уметници, меѓутоа со многу интересни дела и јас како академски скулптор. Сега да се задржиме токму на инспирацијата за изложбата. Генерално за еден уметник инспирација може да биде секој миг од живењето, по истиот да го преточи во дело. Колку и како македонската традиција ви инспирираше? Па мене лично ме инспирираше традицијата по тоа што, еве ќе почнам малку од поодамна, значи растена сум со дедо. Добре. Делот на виките традиционални, значи преку училиште, преку играорни секции, преку едукација од наставници. После со години работам во училиште, каде што сепак таа наша традиција пренесувам на нашите ученици, нашите деца, значи на секоја приредба, на секое тоа се вее нашето знаме, се слуша наша музика, значи тоа го вкоренувам во некакви души, во некаква живо битие за да остане таа традиција. Традицијата секогаш е присутна кај нас, бидејќи каде и да одиме по светот, каде и да имам изложби, секогаш нашето знаме стои на мојот каталог, на мојот штанд, на мојата просторија каде што се изложени сликите и при секој говор кажувам од каде потекнува. Да, исто и за мене е многу важна традицијата, затоа што и мојата прва дипломска изложба беше поврзана со македонскиот фолклор, посебно со македонските носи, македонските фрески, меѓутоа представени, трансформирани во една тридимензионална форма. Меѓутоа, исто така, дел од моите скулптури се многу врзани со македонската поезија, митологија, приказки. Сакав на тој начин, тој пишаниот збор да го пренесам тридимензионално во моите скулптури. Доминантно се фигуративни скулптури, меѓутоа инспириран од традиционалните везови, плетени огради и така натаму. Доста дел од моите скулптури имаат и некои абстрактни и, можеби да кажеме во денешно време, ленд арт призвуци на модерната скулптура. Меѓутоа, пак со македонскиот корен и традиција.
Гордан, споминавте во последниот одговор дека по професија сте наставник, но уметноста ви е нели страст цел живот. Патем, читајќи ги биографиите, забележав дека низ години сте учествувале на бројни истражувачки активности за промоција на Македонија и незината традиција и фолклор. Попатно страста преточена во ликовни дела ве води на многу домашни и меѓународни изложби од кои носите и признанија и награди. Да. Пак да почнам вака, значи работејќи во училиште, цело време сте изложени на некаква креативност. Значи, цело време и во средно училиште многу цртав, и многу цртав со познати автори, значи си зимав часови, одев на часови по цртање, работев со Кирил Ефремов. Бидејќи сакав да се запишам на дизајн, цело време некоја уметност ми се провлекуваше низ глава. Па отидов на технолошкиот факултет, тој го завршив, па педагошкиот факултет, па магистрирав на дипломатија, така да сум свестрана, само што уметноста секогаш останала кај мене нешто што не сум го изразила доволно. Со тек на годините, значи, ми дојде таа идеја да почнам да цртам, да се пронајдам себе, викаат хобито е нешто што сте вистинските вие. И така ми дојде некоја инспирација да се што гледам и како моите очи гледаат, така ми беше насловена изложбата во Белград, пресликам и остане во некоја трајност, нешто мое, нешто вредно. И ете така почна. Учествував на многу фестивали, на многу градови во светот, почнав од Бодрум, од Истанбул, од Италија, од Лондон. Во Белград направив убава самостојна изложба на Кнез Михајлова, дојдоа многу убави гости, овде во ГТЦ, во паркот горе има убава галерија Арт Хаб, исто беше прекрасна изложбата, еве сега настапува во МКЦ и само да ви кажам дека е најтешко да настапуваш дома. Да, Чувството е посебно, бидејќи сите овие драги луѓе што ги имаме овде ги кажуваат вистинските критики, а тоа малце, знаете, негативна критика е добра критика и така ги прифаќаме, меѓутоа убаво е да си дома. Нели? Да, многу. Синиша, од друга страна, кога ќе се спомена вашето име, нема што многу да се објаснува, бидејќи сте апсолутно познат и признат во својата професија. Доволно за тоа говорат повеќе од 20 домашни, 35 меѓународни изложби, дела кои што се изложени на јавни простори во Македонија, во Белград, во Соединетите Американски држави. И сега сето тоа е плод на инспирацијата низ годиниве. Колку и дали доволно денешницата ве инспирира за творештво? Многу е важно за еден ликовен уметник, посебно јас како скулптор, цело време мотивот и тематиката во творештвото да се менува, така да секако денешните случувања глобални и во земјата и во светот се одредена инспирација за моето творештво. Баш последниот мој циклус на скулптури кој почнував да го разработуваме, тема на хуманизам и брутализам, инспириран баш од денешните случувања во светот, каде што направив една добра комбинација на фигуративната скулптура, човекот, меѓутоа и одредени архитектонски и природни пейсажи во позадината, меѓутоа представени човечките фигури во една нова димензија, како еден нов хуманизам, каде што скулптурата е многу чиста, посебна, одвоена, меѓутоа во корелација со одредени амбиенти. И на тој начин сакав да пратам една порака дека повторно треба да работиме на вистинските вредности на човекот и на хуманизмот како една заедничка вредност на сите во денешнината. И не мирувате. Последно чинам бивте во Загреб. Да. Мистерија и индивидуализам беше насловена изложбата во културно-информативниот центар. Како помина се? Последните мои две изложби беа во културниот центар во Загреб и последната изложба беше во Република Албанија во Пустец. Каде што имав две самостојни изложби, меѓутоа и на двете изложби имав одредени нови скулптури. Мене ми е многу чест и задоволство кога дел од моето творештво може да го види и другата публика во светот, конкретно и во Загреб и во Албанија. Посебно Загреб беше добар предизвик затоа што Загреб е еден од најдобрите центри за скулптурата, затоа што таму потекнуваат најголемите скулпторски имиња како што се Мештровиќ, Воин Бакич, Душан Џамањ и така натаму. И веќе имам и закажано одредени нови изложби, баш сега треба да одам на некое предавање изложба во Словенија, потоа следува изложба во мојот роден град Македонски Брод.
одредена изложба која е организирана од бизнис заедницата во Црна Гора и мислам дека имам уште една изложба во Гевгелија. Гордана спомена пред малку дека веројатно многу е по и емотивно и пострашно од друга страна да се изложува пред домашна публика, бидејќи критиката на домашната публика некако најмногу знае да погоди. Но се цени ли доволно уметноста на нашите уметници овде дома? Какво е вашето чувство, бидејќи имате искуство и во странство со изложби и дома? Јас мислам дека Македонија е земја каде што се раѓаат и творат многу големи уметници, значи во сите области, не само ликовната уметност. Меѓутоа, за секој уметник многу е важно да има одредена мотивација и услови за да може да го презентира тоа што го твори. Македонија сепак има одредени услови за тоа, меѓутоа секогаш потребно е многу повеќе и се надевам дека во иднина имаме подобри услови за презентација на македонските автори, се со цел кога имате презентација, тогаш имате и конкуренција и еден вид на уметнички натпревар помеѓу уметниците, тогаш доаѓаме и до поголем и подобри резултати, меѓутоа и поголеми светски признаени уметници. Не само кај нас, туку и во светот. Гордан, забележав никакво негодување кога го постави прашањето во однос на темата. Не, апсолутно мислев дека Синиша повеќе може да одговори на ова прашање, бидејќи јас многу малку сум присутна кај нас. Синиша веќе долги години изложува, има бројни изложби во Македонија и ситуацијата со нашите уметници македонски, може тој да ја каже повеќе. Јас сум така преориентирана на помодерниот начин преку Инстаграм, преку поврзување на некои групи во светот со кои што и патувам, изложувам, така да еве говориме гласно, па се надиваме и ќе ги именуваме работите. Втора изложба во Скопје за 3 месеци, мислам дека малку треба јас да ги одморам лично, па ќе се појавам и понатаму, малку да видиме. Многу важен аспект во тој дел е каде уметникот треба некојаш малку индивидуално да се вложи во своето творење и презентирање. Никогаш не треба премногу да чекаме дека некој треба да ни направи идеални услови за да можеме да успееме. Меѓутоа, многу важно е и дополнителна поддршка. Меѓутоа, многу важно е уметникот самиот да ги организира, да ги презентира и да се вложи во своето творештво. Доживувањето на уметничките дела е индивидуално. Секогаш се устава на гледачот, на посетителот. Но која е пораката која што би сакале да ја препознаат сите оние кои што ќе дојдат да ја погледнат изложбата во МКЦ? Мојата парола секогаш е го цртам она што го доживувам. Или мотото во Белград ми беше исто очите гледаат се. Значи, на една изложба секој око различно гледа. Така да мислам дека мојата уметност е разновидна, цртам многу различни работи, уствари како што секој ден ми е различен, така и мојата уметност е различна. Уживам во тоа што го цртам во моментот, живеам во моментот, во стварноста, на некој еден мој начин, веќе препознатлив. И многу е убаво кога ги приметувате гримасите на луѓето и нивната реакција на сликите без говор. Тогаш очите зборуваат, така да јас се сконцентрирав на реалноста, цртам некоја абстрактна реалност, каде што сликите може во секоја абстракција да се препознае што е нацртано. Дали е тоа природа, дали се коњи, многу сакам да цртам, дали се девојки, дали, значи нешто што е реално. Абстракцијата ме одушевува со тоа што тоа може да се нацрта реалноста на еден посебен начин, со многу бои, со многу инспирација, многу фантазија, така да одиме во тој смер. Па сега секој како сака. Како се очекува? За мене е многу интересна оваа изложба затоа што ќе имаме презентација на наивни уметници, еве јас како академски уметник, многу е важно за публиката дали ќе забележи одредена ликовна разлика или нема да забележи ликовна разлика. Тоа е многу важен момент. Затоа што, например, наивните уметници многу се задржуваат на својот инстинкт, емоции
и сето тоа го пренесуваат на своето ликовно твориште, додека кај нас академските и професионалните уметници правиме одредена дисталација на рационалното и инстинктивното, меѓутоа пак тој некоја нишка сепак не поврзува и многу ми е важно како би реагирала публиката на тој спој на професионалната со наивната уметност. Да нагласиме само дека Драган Гелев ни пристига во сабота. Жал ми што не е со нас овде. Тој настапува со десетина цртежи овој пат. Инаку црта абстракција, значи сите познат вие веќе Драган Гелев со неговата експресионизам, значи бунтовност, абстракција која што е прекрасна. Оставаме простор посетителите да ја доживеат на себе својствен начин, се надевам дека ќе ги има во голем број, а десетина дена, 11 дена се сосема доволни за сите оние кои што ја сакаат уметноста да појдат во галеријата во МКЦ. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Благодариме на поканата.